А сега е време да ги промениме содржините и да додадеме малку адреналин од рано наутро, а за тоа ќе ни помогне вториот избор на нашата Оле, незиниот втор гостин ова утро, Стефан Треневски, тркач во формула, млад, надежен и многу перспективен. Стефан, добро утро, добре ни дојде. Добро утро и благодарам за поканата. Уште еден ученик кој што заврши средно училиште и кој што ќе биде гордост на нашава земја. Повтор пат во Алпа. Да. Дали Стефан сакаш нешто да се напиеш од нашата понуда? Имаме неколку видови на кафиња и чај. Не, фала ви. Ама не би требало. Ти би на разговор директно. Повелете. Дали ете како тркач, како возач, веќе нели со дозвола, бидејќи ме изненади кога ми рече сум пред телевизија, пиеш кафе и дали тоа ти влијае нели на адреналинот што го додека возиш? Па, би рекол дека мора кафе од Сабајле, без тоа не можам. И земав возачка дозвола. Време беше, мислам дека веднаш на 18 години, само што наполнив, положив од прва. Не се ни сомнувам. Замисли да не положиш од прва. А возиш на такви рингови. Значи, да не ги Red Bull ринг, Словакија ринг и Салцбург ринг ги погодив. Да. Така? Што се случи од последниот пат кога ни гостуваше во Алфа до денес? Имаше многу промоции, возеше многу патеки. Да почнеме од првата, што постигна и сите предизвици? Да, значи на почетокот од годината потпишав за Брабам Development програма, тоа е Брабам развој за возачи со Девид Брабам, кој ми е мене тренер и ментор. Тој е бивши Формула 1 воzač и 3 пати победник на Ле Ман. И тој доаѓа на сите трки со мене и е дел од процесот за мојот развој како возач. И годинава извозевме 3 трки до сега, тоа се Red Bull ринг, Салцбург ринг и Словакија ринг, каде што бевме во првите 10, на секоја од нив меѓу 45 млади надежни таленти од секдека од светот во централно-европскиот шампионат. Така да, мислам дека и тој вика дека прогресот е огромен, особено од првата до третата трка. Имавме некои инциденти и непосакувани случаи кои за жал се дел од спортот, но имаме огромно надпредување и како возач се осеќам посигурен и побрз, така да одиме напред. Како дојде во комбинација со Брабам? Како се запознавте? Јас му возев во неговиот еспорт тим уште од 16 години и тој го гледаше мојот талент и кога почнав да возам и во живо се слушнавме и рековме зашто да не соработуваме. Така да Потпишавте договор? Да. Така да. Се ли твоите родители, ме интересира, дека од толку млад треба да седнеш на волан и да ги ловиш секундите? Татко ми беше автомобилист, така да е запознаен со спортот и апсолутно не го пречка. Ми помага доста, така да. Да, минатиот пат го запознав и татко му на Стефан и мислам дека не случајно, тој му го купи првиот волан, така? Па крушата не паѓа под јаболко, ретко, многу ретко се случува. Да, и дури во својата детска соба тогаш ги покажавме и инсертите како од многу мало момче вози, адреналинот настана уште од почетоците твои на свесност, така. Потоа како се развива работите од нели аспект на надпреварување? Би рекол дека на почетокот имавме мал проблем и се уште го имаме. А што е проблемот? Истиот проблем, тоа што сите возачи тестираат многу повеќе од нас. Тоа е, да речам, тоа зависи од буџетот. Тие тренираат скоро секој викенд и возат и други шампионати во исто време, кое е огромна предност, затоа што ти ако си во болидот секој викенд имаш многу тренинг. Но јас имав само еден тест на почетокот од годината и влегов во автомобилот во Red Bull ринг со цел јас да бидам напред и да се борам за прво место, а немав доволно тренинг и имаше некои грешки од моја страна затоа што јас сакав повеќе од болидот отколку болидот што можеше мене да ми даде, така да. Што вика син ми кога го возам, мама стискај буст. Стискаш ти буст. Така да Девид ми рече, изборевме со Девид и он доаѓаше на трките со мене
и ми рече Стефан, време е малце да успориш и да се враќаш еден чекор наназад и постепено да ги правиш работите и беше и во право. Правам помалце грешки сега и сум побрз генерално затоа што сум посмирен во болидот и одиме чекор по чекор затоа што без тестирање која е нашата реалност за жал тоа е да речам голем проблем, но еве на пример за оваа трка, за следната за мост во Чешка ќе имаме еден тест пред тоа, така да би требало да се подобриме. Кога е следната трка? Следната трка е на крај на јули и да, пак ќе бидеме 45 возачи и треба да ги подобриме квалификациите затоа што се покажуваме дека сме многу брзи на самите трки, но квалификациите се многу порано во викендот кога немаме доволно искуство на патеката и затоа обично сме доста поспори на квалификации отколку што сме на трки. Сметаш дека ако секој викенд одиш да правиш тестови, дека ќе бидеш и шампион? Апсолутно, мислам дека тоа веруваш во себе, искуство, затоа што како што покажува самото возење и Дейвид, тој ми вика дека прогресот и се покажува прогресот дека е огромен на самите видеа, на самата телеметрија и тоа доаѓа со искуство. Значи го имаме златото, го имаме талентот, само треба малку ветер во грб. Може ли да упатиме еден апел да се пријават фирми кои што ќе те поддржат и кои што ќе ти го овозможат тоа тестирање и да донесеме злато и освоен шампионат? Да, секако јас барам партнери, постојано пуштам дописи, некои сум во разговори со некои, особено Еликсир парфемериите ми помагаат доста, соработуваме заедно веќе скоро една година. Тие се единствените во моментот. Да, и Министерството за спорт, морам да нагласам дека ми помага, така да огромна благодарност за нив. И да, јас сум отворен за партнерство и за соработка со други фирми. Знаеш како функционира кај нас, кога ќе постигнеш нешто, тогаш ќе се сетат луѓето дека треба да ти помагаат. Но многу е важно еве и во твојов развој сега да ти се помогне. Така. Какво е чувството ете кога ќе го извозиш рингот и кога патеката ќе ја усвоиш, тогаш сублимираш впечатоци? Па, би рекол дека нема такво чувство, особено на дожд и особено на патеката Салцбургринг, која е најбрзата досега и што сум ја возел и е доста опасна, но јас ја обожувам затоа што брзините кои се развиваат таму не се развиваат на никоја друга патека. Што е ова што гледаме во моментот? Ова се едно од најинтересните, да речам, поминувања и најинтересните случаи. Ова моментално е на Салцбургринг, на 250 км на час, претекнување на 3 болиди одеднаш, така да ова е едно од моите омилени. Ова е таа Салцбургринг? Да. Браво. А како работиш со инженерите од ЮМТ Инженеринг? Тоа е мојот тим. Да речам, е исто така нов тим, кој што исто е огромен дел од влијанието на нашиот перформанс и на нашиот резултат. Така да, од прва година, да речам, тоа е едно ново искуство и голем предизвик за мене. Го водам тимот, моментално соработувам со инженерите, иако немам доволно искуство, да речам, зависиме еден од друг. Јас зависам од нив, а они исто така значи, они ме поддржуваат, ама исто така чекаат од мене да се навратам јас на како се осеќа болидот, да им кажам што да смениме и да, моментално да речам нашето неискуство е голем предизвик, но работиме заедно да го подобриме тоа. Се учите еден со друг за да се надополните. Да. Верувам ќе биде тоа најдобро што може останатите 6 месеци од годинава, ќе постигнете многу и дека ќе се постигнат одлични резултати. Да. Планираш да се преселиш? Не за сега. За сега остануваш во Македонија? Да. Видовме некои фотографии каде што го вееш македонското знаме. Да, секогаш. Тоа е мојата гордост и каде што одам, каде што се отправувам, јас го представувам македонското знаме. Така. А кога си тука во Македонија,
а веќе знаеш дека имаш некоја следен предизвик, трка и слично, тука каде вежбаш, што правиш? Тука за жал само на симулаторот дома немам да речам патеки во близина или на пример една е направена во Грција, една е во Бугарија, ама Тие се најблиските, така? Да, ама едноставно не возиме таму, немаме таму трки, така да нема баш поента јас да одам и да возам таму. Нема ништо да научам за новите патеки каде што ќе возам и затоа го чувам буџетот, ги чувам да речам можностите за да возам на тие патеки каде што ќе имам надпревари. Така значи многу е важно таа патека што ја возиш, таа да ја истренираш, така? Да, апсолутно. Го спомна буџетот. Едно одење, го спомнавме и минатиот пат, но сигурно сега е нешто сменето во тој поглед. Едно одење да направиш тест на патеката, колку чини? Не можам да кажам точно цифри, бидејќи Ама е многу. Тимот, да, ама е едноставно огромна сума која што мора да се плати и да, спонзорите ми помагаат еден дел јас и да. Родителите. Па и тоа, да. И би било огромна можност да најдам нов спонзор, би било огромна можност и огромна помош за да тестирам повеќе, што ќе 100% придонесе на подобри резултати. Што е следно, освен ова во јули што го кажавме на крајот, сигурно имаш и за одесен некои планови? После тоа имаме Hungaroring, која е позната Формула 1 патека и исто така и Брно, која е исто доста позната патека во Чешка. Таму си возел на Брно? Да. Тоа ти е познат. Јас сакам да го прашам, се извинувам. Дали го познаваш Заин Софуоглу, малото момче од Турција? Не. Кој е миленик на нацијата и воедно е миленик на Ердоган. Тајип Ердоган. Човек кој што многу пати му се поклонува на малиот Софуоглу. Малиот Софуоглу сега има некаде околу 7-8 години, меѓутоа вози формула веќе од 4-5 години. Исто е син на возач поранешен автомобилист, кој што и тоа како му е огромен ветер во грбот, така да по емисијата ќе ти го покажам да го заследиш и да видиш какви чуда прави Заин, не само во светот, доаѓале од многу познати светски телевизии да го сликаат, да видат дали е тоа монтирано некако со помош на вештачка интелигенција што го споделува на Инстаграм или е во живо. И Стефан од мал почнал. Формула. Тоа е картинг, не е формула. Формула се почнува од 15 нагоре. Да. Добро, ама и ти возеше картинг, и ти Не, тоа е ти директно од формула. Мојата приказна е затоа што секој возач почнува од картинг на 5-4 години и сите мои конкуренти имаат возено над 10 години картинг и јас имам почнато од виртуелниот свет на симулаторот до формула. Така дома од играчка влезе во формула, така. Јас многу среќа ти посакувам и многу ти благодарам што дојде еве вака да не подигнеш малку, да не воведеш во она што го работиш со многу љубов и со многу посветеност. Олеј, честитки за тебе за изборот на денешни гости.